Време е да ги проследиме најновите информации и настани од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Граѓанската иницијатива 450 породилно од 20 септември ќе собира потписи за промена на законот за работни односи. 15 лица побарале дозвола за берење на боровинки, смрекинки и други шумски плодови. За 1,9% изголемени трошоците за живот во август. Граѓанската иницијатива 450 породилно ќе собира потписи за промена на законот за работни односи. Од 20 септември до 7 декември секој граѓанин ќе може да го даде својот потпис за измените во законот, поточно за породилното породување. Зашто точно станува збор, Дијана Иванова има повеќе. Од 20 септември до 7 октомври во локалните канцеларии на Државната изборна комисија, секој граѓанин со право на глас ќе може да го даде својот потпис за измена на законот за работни односи. Иницијативата е на Сдруженијето 450 породилно. Целта е наместо сегашните 9 месеци, породилното ополедување да се продолжи на 18. Што мислат велешани и дали тие ќе ја поддржат оваа иницијатива? Денеска се обидовме преку анкета да дознаеме. За жал, поголем дел од случајно анкетираните граѓани не беа расположени за разговор. Да, мислам дека треба во ред, сепак родителите се тие што се грижат за детето, сепак и мајката е највеќе што има влијание во развојот на детето. Не дека и таткото нема, меѓутоа сепак мајка е мајка. Не, доста се 9, 18 месеци многу. Сметате дека нема потреба мајката толку да биде отсутна од работа за да го гледа детето? Па, ја мислам дека е доста. Сепак, организаторите очекуваат во законски определениот рок да ги соберат потребните 10.000 потписи и на тој начин во собранието да влезе нивниот предлог закон за работни односи, со кој ќе се зголеми времетрењето на платеното отсуство од работа поради бременност, раѓање и родителство, од сегашните 9 месеци за едно дете и 15 за повеќе деца, на 18 месеци за сите мајки, без разлика колку деца раѓаат. Инаку оваа иницијатива на својата Facebook страна има повеќе од 12.000 поддржувачи. Само 15 лица побарале дозвола за берење на боровинки, смрекинки и други шумски плодови и лековити билки од подружницата на Македонски шуми во Кавадарци. Интересот е значително намален во споредба од пред 3 години кога биле издадени 125 дозволи, а тоа се должи поради намалените приноси оваа година како резултат на лошите временски услови. За разлика од минатата година, кога интересот за берење боровинки и смрекинки бил поголем, годинава нема голема заинтересираност за берење на шумски плодови. До сега се издадени само 15 дозволи од подружницата на Македонски шуми во Кавадарци. Шефот по заштита на шуми, Петко Ристовски, денеска информираше дека за разлика од оваа сезона минатата биле побарани 25 дозволи, а пред минатата дури 125. Самите љубители на шумски плодови и лековити растенија се информирани за нивниот род и намалените приноси, како резултат на лошите временски услови, а тоа е сигурно една од причините за намален интерес за издавање на дозволи од страна на подружницата Бор во Кавадарци. Ристовски додаде дека можеби постојат и други причини за намалениот интерес за дозволи за берење на шумски плодови и билки со лековити својства. Цената на дозволата е 400 денари. Дозволите за берење боровинки важат до крајот на оваа година. Инаку од 800 до 4000 евра во денарска противвредност изнесува казната за берење боровинки без дозвола. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, за 1,9% се зголемени трошоците за живот во август годинава во споредба со август минатата година. За 1,9% изголемени трошоците за живот во август годинава во споредба со август лани, соопштуваат од Државниот завод за статистика. Во однос на јуни годинава пак трошоците на живот бележат раст од 0,4%, а цените на мало за 0,9%.
Пораст на индексите на трошоците на живот во август 2017 година во споредба со претходниот месец е забележан кај свежиот и замрзнат зеленчук, освен компир за 5,3%, замрзнато овошје за 1,6%, сушеното, соленото и чаденото месо за 1,5%, месото за 0,9%, другите преработки од месо за 0,6%, сирењето и урдата, маслото и мастотиите, сувото овошје и јаткастите производи за 0,5%, млекото за 0,4%, рибата и морските плодови за 0,2%. Во август исто така пораст на индексите на трошоците на живот е евидентиран и кај авионскиот превоз на патници за 21,7%, болничките услуги за 5,7%, велосипедите за 4,9%, гасот за домаќинство за 3,8%, течните горива за домаќинства и средствата за чистење и одржување на домаќинствата за 2,7%, течните горива и мазива како дел од опремата за сопствените сообраќајни средства, пораст за 1,7% има и кај услугите за рекреација и спорт, предметите за лична хигиена и здравје за 1,1%. Намалување на трошоците на живот е забележано кај свежото и разладеното овошје за 2,5%, оризот за 1,4%, брашното и другите жите и јајцата за 1,2%, сушениот зеленчук, друг конзервиран и преработен зеленчук за 0,9%, шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,7%, и другите пекарски производи за 0,6%. Намалување има и кај централното грејење на домаќинствата за 2,5%, обувките за 2,2%, информатичката опрема за 0,9%, материјалите за одржување и поправки на станот, мебелот во домаќинствата, игрите, играчките и хобијата за 0,6%, стоматолошките услуги за 0,4%, текстилот за домаќинства и поправка на електрични апарати за 0,2%, соопштуваат од Државниот завод за статистика. Општина Велес е годинава традиционално организатор на манифестацијата Велешка питијада 2017, на која се врши презентација на питата пастрамајлија и виното. Сите угостители, винари и правни лица и регистрирани индивидуални пекарски производители имаат можност да се пријават за учество на питијадата со доставување на пополнета пријава. Општина Велес и оваа година традиционално ќе ја организира манифестацијата Велешка питијада 2017 за презентација на питата пастрмајлија и виното, каде производителите на пекарски и алкохолни пијалоци, односно угостителите и винариите, ќе го промовираат сопственото производство. Питијадата ќе биде од изложбен и продажбен карактер, а целта на истата е да се придонесе кон промоција на питата пастрмајлија, препознатлив велешки специјалитет, но истовремено ќе им се помогне на угостителите, винариите, малите и средните компании од прехранбениот сектор пред потенцијалните потрошувачи од Вардарски плански регион и Република Македонија, како и Издружение на сродни производители, стопански комори, ресорни министерства, амбасади, организации и фондации за поддршка на предприемништвото Република Македонија, кои ќе бидат поканети да го посетат настанот. Се повикуваат сите угостители, винари и правни лица и регистрирани индивидуални пекарски производители да се пријават за учество на питијадата со доставување на пополнета пријава затворена во плик во архивата на Општина Велес со назнака Питијада 2017. Оваа година манифестацијата ќе се одржи во периодот од 6 до 8 октомври со богата културно-уметничка и забавна програма. Продолжуваме на истата тема. Во завршна фаза се подготовките за годинешнава манифестација Велешка пита пастрамајлија 2017 и годинава богата културно-уметничка програма. Кој се ќе не забавува, деталите ги има Ања Василева. Во завршна фаза е програмата за традиционалната манифестација Велешка питијада 2017 и оваа година овој настан ќе се одржува на просторот пред кафетериите на улица Благо Ѓорев, што се однесува до музичкиот дел. Првата вечер на 6 октомври, со почеток во 18 часот официјално ќе биде отворена питијадата со настап на оркестар Александрија. Првиот ден ќе биде надополнет со уште неколку бендови од македонската сцена.
Традиционално наголемата велешка пита ќе биде презентирана во сабота во 18 часот, а присутните ќе имаат можност да го пробаат вкусот на велешката пита пастармајлија. Покрај познатите ДНК, неколку велешки бендови кои ќе ја надополнат забавната вечер, звездата на вогодинешната велешка питијада ќе биде еден од најдобрите балкански вокали Здравко Чолич. А третиот ден како завршен од оваа манифестација, љубителите на питата и виното ќе уживаат во настапите на дел од македонските поп-пејачи и добро познатата јурок група Рибја чорба. И оваа година организатор на овој настан е општина Велес во соработка со бизнис секторот. Оган во срцето е насловена збирката поезија од новинарката Маријана Пешик, која беше промовирана во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Во книгата се содржани 72 песни кои претежно се автобиографски, а повеќе од нив се создадени во момент на тага по изгубениот животен сопатник. Маријана Пешик е позната по својот оптимизам, незината позитивна смисла за живот зрачи насекаде, како и незиниот интересен стил на облекување. Оган во срцето е поетската книга на неуморната и позитивна новинарка во пензија Маријана Пешич. Во 72 лирски песни таа ја опишува љубовта кон животот, кон семејството, песни за младоста, за третото доба, песни кои повеќето од нив зрачат со позитивна енергија како и самата авторка. Бидејќи најголем дел од песните се создадени во момент на тага по изгубениот животен сопатник, Пешич уште еднаш го потврди правилото дека најдобрите уметнички дела, па и во литературата, а особено во поезијата, се создаваат кога чувството на болка кон саканиот е најголемо. Незината поезија е лирска, искрена, зрела до срж, со богат јазик, ритам и рима. Ќе каже Миријана Мукаетова, нејзина долгогодишна соработничка и промотор на книгата. Од секогаш, освен прекрасниот и препознатлив глас, новинарските квалитети и особено во областа на маркетингот, Маријана ја крастеше нејзината дарба за музика. Поставаше свој белек на сите средби на фестивалите на Македонското радио, но овој пат вистински и многу пријатно не изненади со своите стихови во првата нејзина поетска книга Оган во срцето. Маријана Пешич е позната по својот оптимизам, секогаш весела и насмеана, нејзината позитивна смисла за живот зрачи насекаде, како и нејзиниот интересен стил на облекување. Едноставно препознатлива насекаде. Сепак таа докажува дека младешкиот дух не зависи од годините. Понекогаш има трње, полни со солзи, понекогаш има самотија, верувајте, тоа се вечерите, знаат оние кои што изгубили некој, кои одат со едно крило, меѓутоа, јас само ќе посоветувам. Тоа нека биде само еден миг. Само ќе се завртите и ќе речете: Господе, има нов ден. Новиот ден морам да го искористам, морам да бидам храбра, морам со групата да пеам, морам да одам далеко и за сите мои роднини пријатели да бидам она Маријана и така да останам. Песните се претежно автобиографски. Тие се некое парче од мозаикот на нејзиниот живот. Пешич е родена 1947 година во Скопје, има завршено виша педагошка во Битола, живее во Кавадарци. Во минатото била директор на радиотелевизија Кавадарци. Во пресрет на локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври, владата донесе декларација за заложби за слободни и фер избори, информираат од владината служба за комуникација. На владина седница е усвоено и упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државата, управа и управните организации, како и упатство за забрана за користење на државни, движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес. Владата ги повикува сите органи на државна управа да ги превземат сите неопходни законски мерки како и политички и институционални чекори за да го гарантираат неприкосновното избирачко право на секој граѓанин. Продолжуваме со вести од Македонија.
Членовите на Државната изборна комисија денеска ќе одржат седница на која ќе бидат разгледани неколку одлуки и извештаи во врска со локалните избори закажани за 15 октомври. На дневен ред се барањата за акредитации за меѓународни наблюдувачи, одлука за објавување на описите на избирачките места, одлука за ангажирање на помошно тело, извештај за избирачкиот список по завршениот јавен увид, поништување на одлуката за избор на економски оператор за печатање на избирачкиот список и извештај за рекламни паноа и билборди и случаен избор за распределба на рекламните паноа и билборди. ДИК вчера ги повика понудувачите и партиите да присуствуваат на ждребувањето на кое ќе се распоредат локациите на рекламните паноа и билборди за политичко рекламирање. Сојузот на стопански комори на Македонија потпиша билатерален договор за зајакнување на трговската и економска соработка со стопанската комора на Пекинг, како и декларација за воспоставување на механизми на лидерите на носичките комори на земјите од Централна и Источна Европа во процесот 16+1, кој има за цел да ја зголеми соработката со Кина во земјите од Централна и Источна Европа. Председателот на ИКТ, комората при ССК Саша Огниновски, учествува на овој значаен самит на највисоко ниво со градоначалници на 16 земји од Централна и Источна Европа, како и градоначалникот на Пекинг. ССК неколку години наназад активно учествува на форумите на 16+1 за подобрување на конкурентноста на компаниите од Република Македонија, зашто активно работи на промовирање на кинескиот мегапроект Еден појас, еден пат за инфраструктурно и економско поврзување на Азија, Европа, Африка и Блискиот Исток. Турската полиција соопшти дека во Истанбул уапсила 74 лица, од кои 73 се странци, под сомнеж за поврзаност со џихадистичката група Исламска држава. Како што јави агенцијата на Долија, по извршениот распит уапсените странци ќе бидат депортирани од Турција, додека турскиот државјанин ќе биде задржан во притвор. Во полициското соопштение не е наведена националноста на уапсените странски државјани. Под сомнеж за поврзаност со ИДИ досега во Турција се уапсени неколку илјади лица. Вести од светот. Сирија ќе се бори против сите непријателски групи, дури и против оние кои се поддржани од Соединетите Американски држави и кои се во конфликт со Исламската држава, се со една цел да ја ослободат целата територија на Сирија, изјави синоќа советничката на сирискиот председател Башар ал-Асад Бутајна Шабан. Ние ќе се бориме против сите, независно дали се тоа сириските демократски сили, Исламска држава или некоја непоканета странска сила во земјата. Се додека не ја слободиме целата држава од некој агресор, порача Шабан во интервју за телевизијата Ал-Манар. Шабан нагласи дека сириските демократски сили зазале територии кои што беа под контрола на Исламска држава, без речиси никаква борба, обвинувајќи ја оваа бунтовничка група поддржана од САД за таен договор со џихадистите. Ураганот Норма, кој се појави во источниот дел на Тихиот океан, се движи кон северозападната мексиканска сојузна држава Баха Калифорнија. Според очекувањата, најверојатно Норма ќе ги погоди јужните делови на Баха Калифорнија во рејонот на градот Лос Кабос утре вечер или во понеделник рано изутрина. Како што информира Американскиот национален центар за урагани, во моментов во жариштето на Норма дуваат ветрови со јачина од 120 км на час. Во исто време, мексиканските власти соопштија дека по ударот на ураганот Макс претходните денови во крајбрежната сојузна држава Гереро еден човек се води како исчезнат. Ураганот оштетил околу 200 куќи само во градот Сен Маркос. Според метеоролозите, Макс ослабнал на ниво на бура, но и натаму може да донесе поројни дождови во реони на Гереро и во делови на соседната мексиканска сојузна држава Оаксака.
Македонија и денеска зафатена со температури од жолта алертна фаза. Максималната дневна температура достигна до 37 степен. Топлото време ќе се задржи во понеделник и вторник, кога температурата ќе се движи до 36 степени, односно до 34. Од среда веќе има пад на температурата и максималната ќе достигне до 29, а во четврток до 25 степени. Метеоинформациите се последни во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!